Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Денот на трудот со протест на улица го одбележаа представниците на Сојузот на синдикатите на Македонија. Тргнаа од преднивното седиште, а барањата ги пренесоа пред Собранието, Стопанската комора и владата. На првомајскиот протест беше и колегата Мартин Арсов. Минимална плата од 500 евра, зголемување на сите останати плати за 100 евра и почитување на колективните договори. Ова се главните барања на Сојузот на синдикати на Македонија од денешниот првомајски протест. Со транспаренти, знамења и гласна музика, точно во 11 часот се собраа пред работничкиот дом, откаде се упатија кон Собранието. Упатија критика на пратениците за високите плати и патни трошоци и им свртеа грб. На оваа страна од барикадите сме ние кои бараме достоинствена плата за достоинствена работа. Од другата страна на барикадите се тие кои уживаат привилегии. Луксузот ваш е од трудот наш. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб. Оттаму тргнаа кон Стопанската комора. На работодавачите им порачаа да не се кријат, затоа што работниците им го заработуваат лебот, а за нив не останува ништо. Овие се газди без кичпењаци кои што 30 години ни ја пијат крвта со памукче и на кои што 500 евра за нас е многу, а сега у Грчка на викенд 5000 евра им се малку. Ова не е за уа, ова е за секој ден, цел ден да сме тука на улица додека не ни покачат плата. Ова уа е за сите фамилии што ни се одселија да бараат леб во странство. Македонија била и ќе биде плодна само со вас, само со работникот. Протестот заврши пред владата. Нејлинденска гласно кажаа дека без работници нема економија, нема развој и нема иднина. Оваа влада ветуваше дека ќе биде на страната на работникот, а денес не само што молчи, туку не напаѓа кога ќе побараме повисоки плати. Но да им биде јасно, не плашат нивните напади. Не може платата за работниците со 1800 денара покачување да биде доволна. Не можат луѓе кои што имаат по 2000 цирка евра плата да им кажуваат на луѓето со 400 евра дека е доволно. Ги бараме истите бенефиции што ги имате вие, затоа што и ние ги заслужуваме. Со што побитни сте вие во општеството од нас работниците? Што вие сте направиле корисно, а ние не сме го направиле 10 пати истото повеќе? Исто како и пред Собранието, граѓаните извртеа грб и на владата. Денеска сме тука по 500 евра минимална плата помножена по коефициент за сложеност. Затоа што 500 евра плата не е доволно. Затоа што две минимални плати не овозможуваат основни трошоци за живот на едно 4-члено семејно домаќинство. Конфедерацијата на слободни синдикати денеска не излеза на протест, бидејќи според нив социјалниот диалог е добар и проблемите се решаваат на маса. Мартин Арсов, Сител телевизија. И на денот на трудот власта и опозицијата меѓусебно се обвинува кој што направил за работничките права и како се трошат парите на граѓаните. Председателката на државата беше единствената која јасно порача дека работниците протестираат со право. И на меѓународниот ден на трудот власта и опозицијата со меѓусебни препокувања. Кој колку троши во кафеани и се грижи за работниците. Од СДСМ со обвинување дека првите 4 месеци годинава владини функционери потрошиле 30.000 евра во луксузни скопски ресторани. Секој месец оваа година, почнувајќи од јануари, владата трошела просечно по 10.000 евра од буџетот на кафеани, додека им објаснуваше на работниците дека замислете 400 евра се доволни за живот. Нема пари за плати, но затоа има пари за гоштевање на министрите. Ова, почитувани, не е расипништво. Ова е буквално изживување. Ова не е власт на граѓаните, ова е елита што се изолирала од сопствениот народ. Од владата ја демантираат СДСМ дека сметки од услугите во бифињата што ги плаќаат вработените ги прикажува како трошоци за ручеци на министри. Од ВМРО ДПМН пак на опозицијската партија и вратија дека се гладни, ама не за правда, туку за враќање на криминалниот луксус. Вела дека ги подражуваат работничките права, но не и политичкото водство на синдикатите.
Како очекуваме Трендафилов да ги разбере работниците? Да објасни во кој дел сочувствува со позицијата на работниците кога земаат плати над 2000 евра? И како тоа неговите ставови се исти како и тие на СДС, Левица и ДУИ? И што барал на состанокот со СДС неодамна и какви инструкции му дале и дали му се доволни 2000 евра плата месечно додека ги лаже и злоупотребува измачените работници чии права и плати се реално ниски. Освен партиските препокувања на Меѓународниот ден на трудот, порака испрати и председателката Гордана Силјановска-Давкова, која вели дека 1 мај е ден кога работниците и синдикатите со право протестираат за повисоки плати и пошироки права. 1 мај е вистинскиот ден кога ние, носителите на власта, треба да се запрашаме. Дали и како се остварува правото на работа? Дали секој има слободен избор на вработување? Дали вработените се заштитени при вработувањето? Дали се соодветно материјално обезбедени при невработеност? Дали секому под еднакви услови му е достапно секое работно место? Дали заработувачката е соодветна на трудот? Дали секој вработен има право на дневен, неделен и годишен одмор? Дали се почитуваат колективните договори? Порача председателката Силјановска-Давкова. Сања Димитровска, Сител телевизија. Од синдикатот скандираа дека искара и работнички права не може, но излетничките места денеска беа полни. Сликата ја пренесува Габриела Лескова. Ракија, зелка, скара. Излетничките места во Скопје преполни за денот на трудот. Граѓаните го искористија слободниот ден за традиционален првомајски пикник. Сител направи обиколка низ градот. На патот на кај Марков манастир имаше колони возила уште рано наутро, но атмосферата која владееше ги оправда гужвите. Од двете страни на реката толпа граѓани со софри уживаа во сонцето и пријатната температура. Преовладуваше мирисот на скарата, веселата музика придонеса за видно расположени скопјани. Како си поминувате? Се гледа скаричка, пиење, алкохол, дружба и тоа е тоа. Како се распределија обврските на мажите и на жените? Гледам, вие сте задолжени за скарата. Така е. Жените за салатите, повеќе се на маса, ние околу работата и тоа е тоа. Пластичните столчиња кој ги растовараше од багажникот? Мажите се разбира. Ние сме за тоа. Се е супер, ќе се пече ребренце, бела вешалица, кебапче за овие малечки дечиња. Ракија и зелка, дали ова е вистинскиот начин да се прославува 1 мај? Па јас мислам дека е вистинскиот начин да се прослави 1 мај. Кој место ти е највкусно тебе? Пилешко. Колони од автомобили беа паркирани и наводно. Дел од граѓаните уживаа со софра на летниковците, други го искористија денот да спортуваат. Гужви имаше и кришичарата. Полн беше и градскиот парк. Сонцето ги примами граѓаните да прошетаат и да уживаат во слободниот ден. Габриела Лескова, Сител телевизија. Голем беше бројот и на оние на кои не им пречеше со часови да чекаат на границата со Грција за денот на трудот да го поминат на море. Денот на трудот повторно ги наполни граничните премини откако голем број граѓани одлучија празникот да го поминат надвор од државата. Како и во изминатите години, најголема фреквенција се бележи на премините кон Грција, а граничниот премин Богородица останува најоптоварена точка. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, само за 24 часа, од 10 часа од вчера па до истиот период денес, преку Богородица државата ја напуштиле над 17.000 патници, од кои близу 4.000 се македонски државјани. И покрај значително зголемената фреквенција, одновара информираа дека се преземаат сите неопходни мерки за непречен и безбеден проток на патници и возила. Отворени се 9 ленти за излез од државата, од кои 6 за автомобили, 2 за автобуси и 1 за товарни возила и 5 ленти за влез во државата, од кои 3 за автомобили, 1 за автобуси и 1 за товарни возила. Од страна на Министерството за внатрешни работи се превземаат сите мерки и во функција се ставени сите човечки и технички капацитети, за да се забрза протокот на патници, се разбира со спроведување на задолжителните гранични проверки. Зголемена фреквенција на возила и патници се бележи на граничниот премин Дојран, каде предпладнето беа регистрирани колони возила во обид да преминат кон Грција. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.
58 осомничени чекаат обвинение за постапката за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Законскиот рок е 90 дена, а државниот јавен обвинител најави дека до средината на идниот месец обвинението ќе биде готово. Истрагата за пожарот во Кочани мора да заврши до средината на идниот месец. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски во интервју за Алсатем вели дека засега се истражува кривичното дело тешки дела против општата сигурност. Но дури по завршување на истрагата, точно ќе се знае за што ќе одговараат осомничените. Истрагата е почната некаде таму 16, 17, 18 март и треба да се заврши до некаде истиот термин после 3 месеци, односно до 16-17 јуни. Цениме дека и тимот на јавни обвинители причинско-последичната врска, односно последицата е смрт на лицата, односно што биле во дискотеката. Меѓутоа, токму да се најде тој каузалитет и тие пропусти што довеле до ова. Пропусти имало секоја година, односно секој период. Коцевски појаснува дека се уште се прибираат докази и се сослушуваат сведоци, па не ја исклучува можноста за проширување на истрагата и со нови лица, кои може да бидат осомничени, а потоа и обвинети. За сега со истражната постапка на Кочанското јавно обвинителство опфатени се 45 лица, 19 сетмина од нив се во притвор, 13 во куќен, 12 со мерки на предпазливост, а 1 е на лекување. Осомничени се поранешни министри за економија, директори на Дирекцијата за заштита и спасување, пазарниот инспекторат, вработени во локалната самоуправа на Кочани, сопствениците на дискотеката и фирмата за обезбедување. Во друга постапка истрага води и обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција со своето полициско одделение. 14 мина полициски службеници од Штип и Кочани се осомничени дека не спровеле проверка дали дискотеката ги исполнувала условите за безбедност во сообраќајот и јавниот ред и мир. Зоран Јаневски, Сител телевизија.